Се вклучи? Може почнем. Добро вечер. Да започнеме со нешто кое подолго време го дискутиравме. И го нарековме ова е концептот, затоа што патувајќи низ Македонија, низ многу места, тука низ Скопје многу средби со граѓани, сите прашуваат што е концептот. И многу тешко е да одговараш на илјадници луѓе истото или слично, еден по еден, лице во лице. Тоа е секако незаменливо, меѓутоа скоро невозможно. И со оглед дека изборите се ближат, ќе користиме овие модерни современи алатки и интернет платформата Facebook. После тоа истото ќе оди на YouTube каналот на партијата Македонски концепт. Ќе шерниме и на други мрежи, како би успеале да одговориме на најчесто поставуваните прашања на граѓаните во врска со Македонски концепт, политиките на партијата, ставовите на партијата. Ќе испромовираме дел од проектите и најважно е ќе се обидеме да одговориме на ваши прашања кои би доаѓале тука додека трае ова стримање во живо и на тој начин да воспоставиме еден директен диалог со секој еден од вас кои сте заинтересирани за одговор на прашањето што е македонскиот концепт или што е концептот. Ќе се потрудиме да биде тоа секоја среда навечер, од 19 часот, мислам дека е окей термин. Не знам дали го погодивме, но мислам дека генерално горе-доле е во ред. И на тој начин секоја недела, ако има потреба, ќе го зачестиме и 2 пати неделно, зависно од интересот на јавноста, гледаноста, прашањата, за да успееме да испромовираме максимум од програмата Рестарт за Македонија 2024 година. Се малце ќе ми простите дел од граѓаните кои може би сте доволно запознаени, доволно упатени во некои прашања, бидејќи јас на овие мои настапи ќе се обраќам крајно народно. Ќе ги симплифицирам тезите до крајни граници. Ќе се обидам да не зборувам како професор, туку да зборувам како граѓанин, кои се дискутираат помеѓу себе, да се обраќам во прво лице еднина, за секој од вас да добие чувство дека зборуваме директно. Знам дека може би за некој нема да биде дел интересно тоа, но верувајте дека луѓето кои не се запознаени заслужуваат да им биде подобро објаснето, зашто на крајот на краиштата за тоа и ги правиме овие стримања, да објасниме на тие на кои не им е јасно. На тие на кои им е јасно, нема што да објаснуваме. Јас не успеав на време да вклучам старт, да емисиите ќе траат максимални 30 до 45 минути, максимални 45 минути. Не би правеле ништо повеќе од тоа, за да секој може да доволно мислам дека е да се разбереме, да се слушнеме и да видиме што тоа правиме. Првата од овие дискусии јас ја именував како богат народ, сиромашна држава. Тоа е концептот. Сите ние, дали се
индивидуалци, дали се организации, граѓански организации, платформи, и конечно сите ние политичките партии имаме некоја крајна цел. А нашата крајна цел е тоа, да создадеме богат народ, а сиромашна држава. Односно, народот да живее убаво, а политичарите да немаат доволно пари во кесето државно да крадат. Тоа е нашата крајна цел, или тоа би било подобрување на квалитетот на животот на реалниот човек кој живее тука во Македонија, на секој македонски граѓанин. Што и да правиме, на крајот квалитетот на животот е клучен за секој еден од нас. Колку и да зборуваме и да се колниме во кауза, во патриотизам, во некој нели се колни во измеќарство, да се колнеме во не знам кои цели, идеологии увезени, леви, десни, западни, источни, бог знае какви. На крајот квалитетот на животот е она кое највеќе ве интересира, највеќе те интересира тебе, македонски граѓанин. И тука да бидеме уште на старт јасни. Бидејќи ние зборуваме за идеологија, прогресивен патриотизам, и зборуваме за национална кауза. За нас е клучно постоење на борци за таа национална кауза. Тие борци може да остават 3 работи во таа кауза, да вложат. Најскапото образот, интегритетот, знаењето, времето, животно време, и ова денеска што го трошам јас, моје животно време, е трошење за каузата. Бидејќи денеска можев, например, вечерва да идам на спортувам нешто или да се забавувам со фамилијата. И на крајот на краиштата финансии, како најважно, трет фактор. Тие борци за каузата ќе бидат далеку поуспешни доколку се силно финансиски обезбедени, на подолг рок, доколку ти како борец за каузата имаш предвидливост на економските ризици пред кои си изложен, и доколку научиш дека државата го троши твоето време и твоите пари. Факт е дека секој може да биде борец за каузата, и богат и сиромав, и образован и необразован, и делумно образован. Меѓутоа, многу покомотен е тој што има што да даде за каузата, и пари, и образ, и секако со тоа ќе има повеќе време. Кај нас некако работите се превртени обратно. Кај нас некако борци за каузата се луѓе кои или се перцепира дека е срамотно да се бориш за нацијата, за државноста, за каузата. Гордо се да се лигавиш по странски интереси и да стоиш дома во комфорт зона, да стоиш на страна од делото, од битката. А борци за каузата да бидат луѓе кои најмалку имаат или најмалку добиле од тоа, и обично тоа се перцепира дека е мафтање со некои знамиња, некој со сонцето на Ацон, некој со друго сонце, некој со трето, некој со знамиња од некои историски периоди на Македонија, секако етничките заедници со своите етнички символи, но верувајте, тоа не е тоа. Борец за каузата пред се треба да биде секој оној кој е најреализиран и најмоќен во државата. И затоа, кога зборуваме што е концептот,
концептот е да им дадеме најголема моќ, пари, влијание, богатство на борците на каузата. Тие да бидат чорбаджиите во земјата. Обично, кај нас се плаши нашиот народ од такви зборови, богатство, пари. Повеќе сакаме да видиме Калимеро, да плачиме. Како сме напатени, не тепаат сите, не млатат, па ние плачиме, па сирото македонче е нападнато. Да, точно, нашиот народ е најнападен, најнападнат, најобесправен, најстрадален. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да продолжи да биде така. Време е да смениме и да победуваме. Тоа значи дека треба да направиме атмосфера во која ќе биде чест да си борец за каузата и со тоа да ги имаш највисоките привилегии во општеството, во државата. За да ме сватите попластично, сетете се на Титовото време, кои беа најпривилегирани во Титова Југославија. Тоа беа луѓето кои го крепеа режимот на Тито, борците кои беа учесници во НОБ, пријателите или луѓето кои работеа за таа држава. Само во Македонија, во нашава независна Македонија, луѓето кои се измеќари на туѓи бели дворови, луѓето кои работат за туѓи каузи, луѓето кои се продадени, ефтино се продаваат. Има и богаташи, милионери што се продаваат за ситно. Не станува збор тука само за личната состојба, дали се продаваат само сиромашни луѓе. Не, и најбогати луѓе се продаваат за ситно. За уважување се продаваат. За да им направи муабет некој на улица или некој газда од Косово, даваат повеќе од газето. Тие луѓе кај нас се најпривилегирани. Тоа би било повторно пластично објаснето како во Титова Југославија најантититовистите, најантиреволуционерите, или да речам балистите, фашистите, колаборационистите, четниците или усташите, мада добар дел од нив беа интегрирани, да беа најпривилегирани, а борците да беа најнепривилегирани. Таква е ситуацијата денес во Македонија. И тоа е неодржливо. И тука започнува концептот. Борците за каузата, борците за Македонија да бидат на пиедесталот на македонското општество. И тука, кога зборуваме за тоа, повторно доаѓаме до квалитетот на животот. Бидејќи на крајот, сите тие борци или сите тие учесници кои излезе од собствената комфорт зона, кои не седат дома да одмараат, да спијат, да пијат пивце пред телевизор, многу е лесно да си седнеш да си гледаш дома не знам, Спорт Лайф, пивото и голем патриот си или си седиш во комфорт зона и знаеш многу да критикуваш. Излези од таа комфорт зона и почни да се бориш, да видиш како е. Па критикувај и суди на тие кои сме го сториле тоа. И бори се за поквалитетен живот за себе, за тебе, зашто тоа е легитимно. Легитимно е ако си борец за каузата, да се бориш за себе и да добиеш највеќе, да имаш најмногу очекувања за себе. И тоа да не се срамиш. Легитимно е да очекуваш и да бидеш најбогат, и да бидеш најобразован, да се потрудиш да се образуваш, нели, тоа не се дава гратис, да бидеш најпривилегиран, тоа го дава државата, не се срами. Едноставно, борбата за собствената благосостојба е нешто кој ќе ти овозможи повеќе ресурси и време повторно да се бориш за каузата. Мислам дека до сега ме разбравте што е клучната порака, што значи да го смениме мајндсетот, да го смениме начинот на размислување кај нас, македонците тука во земјава. Легитимна награда го нарекуваме ние тоа.
Тоа значи дека секој кој успешно зацртал и спроведил, ако ти успешно зацрташ, предложиш, спроведиш проект кој е во интерес и во благодет на овој народ, на оваа држава, донеси подобар квалитет на животот на нашите граѓани, тоа ќе е легитимно да очекуваш награда во тоа. И ние тоа би го легализирале во проценти изразена награда, во пари. Ние би го позлатиле секој оној кој ќе се вложи себе си, своето знаење, труд и внимание на проекти и на идеи кои носат благодет на нашиот народ и успех на нашата држава. Сега некако тоа како да е страмење. Преку глава ми од онаа приказната, ако си борец за каузата, ако си политичар, мораш да гумиш сиромав. Па мора да гумиш сирот. Па нешто као чесен си многу. Па тоа малку, нели е невкусно, нели е мизерно. Па некој очекува некој да работи 24/7, да се убие од работење за народот, а при тоа да не добие нити плата од народот. Нели е глупаво тоа? Човек што работи за народот, да има најмалку. А човек што работи само за себе, да има све. Каде е тука логиката? Онда како да очекуваме да има луѓе кои ќе се вклучат и кои ќе работат за народот, за каузата? Нема да има. Или ќе бегаат во странство, или ќе се гледаат својот личен план и својот личен просперитет. Не се интересираат за народните работи. Затоа, легитимна награда ќе биде за секој тој кој ќе се посвети на народното дело. Треба да биде позлатен од народот. Во буквална смисла на зборот. Мислам и на богатство и на привилегии за него и за семејството. Тоа ќе го прави нашиот концепт. Ќе ги позлатува борците за народот и за државата. Дали тоа ви се допаѓа или не, вие ќе окажете на избори. Но ние така ќе работиме, докато добиме шанса да работиме. Не требаат борци што гладуваат, не требаат силно нахранети и одлично образовани борци, кои победуваат. Умре она време од комуната, кога среќата се мереше по степенот на сиромаштија. Односно, сите бевме, тоа го знаете вие повозрастните, помладите може би тоа им е ново, или не го слушнале, кога сите бевме подеднакво среќни, зашто сме подеднакво сиромашни. Колку поразително. Колку е во рамки на она македонското на комшијата да му цркне козата. Ние треба да работиме обратно. Ние треба да бидеме среќни, зашто треба сите да бидеме доволно богати, доволно реализирани, доволно образовани. Треба да бидеме среќни зашто имаме просперитет и успех и како нација, и како држава. А не зашто подеднакво страдаме. Доста страдањето не прави задоволни. Никој не го интересира за македонското страдање. А кој ништо не го чуе. Ако мислите дека некој во Брисел или во некоја друга светска престолнина не спие, зашто македонците многу страдаме, верувајте, уво не им чуе, не им дреми. Ич не ги интересира. Среќата од нас зависи и ние треба самите да се изградиме. Тоа е концептот. Да изградиме среќа самите во сопствената држава. Свој на своето, за својот народ. Кога зборуваме за политики, често викаат, па знаеш, Петар, што мислите вие за националните политики ставови, за економските политики? Нема тука економски вакви такви политики. Се е политика. И нема простор за зборот мене не ме интересира политика. Не може да не те интересира политика, бидејќи гледањето фудбал е политика. Затоа што успехот на фудбалската репрезентација зависи од политика. И тоа е политика. Тоа е градење, ќе правиме специјална емисија за тоа,
на алтернативен идентитет. Самото одење по улица и начинот на кој се однесуваат возачите или пешаците е политика. Атмосферата во која живееме е политика. Поведението лично е политика. Затоа политиката е кралица на се што се случува во животот и нема простор за тоа мене не ме интересира политика. Затоа што се што правиме ние е политика. Затоа многу битно е да успееме во овој првиот дел кој го образложив на старт. Да ги мотивираме најдобрите, најхрабрите, најпосветените да влезат во политика и да ги истиснат неранимајковците, случајните, пазарджиите, измеќарите, оние кои се обична клиентела во политиката. Само така е тоа можно. Тоа е врзан сад. Ако направиме систем на награда, тоа ќе ги мотивираме најдобрите да влезат во политиката, а ако влезат ќе ги истиснат неранимајковците. Ете тоа е концептот. И така ние се трудиме во партијата да ги избереме и да дефинираме кадри кои се зрели и подготвени да носат највисоки државни позиции. И како личности се зрели, како ментален склоп, и по образование се соизграден професионален интегритет и идентитет, заокружено образование и стручност, компетентност по области, посветени на каузата и подготвени да се лактаат, па ако треба и посилно да турнат настрана разноразни неранимајковци кои денес ги гледаме во владата или во други, генерално на политичката сцена во земјава. Сите тие политики, дали се внатрешни и надворешни политики, се во насока на подобрување на квалитетот на животот. Вклучително и она што го зборуваме цело време, го вергуваме влез во ЕУ, влез во ЕУ, влез во ЕУ, влез во ЕУ. И самиот влез во ЕУ е оправдан. Само низ призма на очекувани позитивни ефекти. За квалитетот, за подобрување на квалитетот на животот на македонскиот граѓанин. Ако не е така, тоа не е оправдано. И сега е прашањето, бидејќи ние цело време говориме дека сме партија на решенија. Сите ќе прашате сега како до таа цел. Не знам дали има коментари. Забележувам дека има 3. Ќе пробам ако можам да ги читам. Како до таа цел? И ќе започнеме со лекции. Прва лекција која треба да научиш ти е дека државата нема своји пари. Да не ме разберете погрешно. Ја не го критикувам времето на кое поминало, кое на времето обезбедувало некој комотен живот. Но мислам дека имаме погрешна перцепција како нација, посебно генерацијата, мојата генерација и повозрастните од мене. За тоа дека државата има пари, државата таа која дава, државата таа која помага. Помалите генерации веќе знаат дека тоа не е така. Ние влечеме последици од минатиот систем, кога знаете, предпријатието пропаѓа на 1.1. следната година, сите загуби се санирани од фондот за неразвиени подрашја, за ожалостени републики како Македонија, покриени се загубите,
продолжуваме од конто 00, понатаму со неработење. Имаме потреба од помош од државата, бараме помош, од Белград стигнува помош, стигаа средства, државата дава пари. Тоа создаде еден впечаток кај генерациите дека државата е таа која треба да помага, државата е таа која има пари. Луѓе, државата нема пари. Не постојат државни пари. Државата има нула пари. Компир. Не постои нешто како државата ќе помогне, државата ќе плати пензии, државата ќе плати плати, државата ќе плати социјална помош. Нема такво нешто. Тие пари се твои. Ја изумив сега, не земав или ја оставив таму на страна една фискална сметка да ви прикажам дека не мора. Една фискална сметка земи дома било која фискална сметка, било кој гранапче што сте купиле нешто. И погледнете. Имате износ и имате платен данок. Тој платен данок, тој износ, оди во буџет. Тоа се тие државни пари. Твоите пари од твојот џеп се државни пари. Од тие пари, од твоите пари, политичарите трошат за јадење, пиење, шетање, луксузи, прво за тоа. За жал, во Македонија, во другите држави не е така, посебно во западните. Политичарите од тие пари крадат. Од твоите пари, од тие што ти ги земаат, кога ќе отидеш да купиш лепче, ти земаат и на тоа данок. И од тие пари крадат политичарите. И така од тие пари, од твоите пари ти даваат плата или пензија или социјална помош. И верувај дека некако ние кога државата расфрлат пари, еве како случајот со автопатот за Охрид, Кичево Охрид, сите гледаме мирно и спокојно на тоа. Зошто? Зашто викаме, па добро бе, државата плаќа. Не, луѓе, не, ти плаќаш. Не плаќа државата, државата нема пари. Ти плаќаш за криминалот, за автопатот Кичево Охрид. Ти плаќаш за реновирање на болница или училиште. Се трошат твои пари. И имаш право да прашаш секогаш и во секое време, секој политичар, каде се твоите пари? Зашто се трошат твоите пари? Како се трошат твоите пари? Кој ги троши твоите пари? Да речеме, Артан Груби си направил систем каде што твоите пари ги раздава по другарчиња. Си измислил другарчиња вработени во негово министерство или од партијата, си измислиле, си регистрирале невладени организации, пишуваат проектче на 2 ливчиња или 1 ливче, 5-10, зависи ако му треба некој БМВ на старо од Италија, 10 со кромит 1000 евра, да се фали по Скопе, по Дебармао, да се повози, ќе му пушти Артанче 10.000 евра на невладината организација од твоите пари. Не од државните, од твоите. Нема државни пари. И неговото другарче од Маало, од Чаир, не знам која улица таму, од Џон Кенеди 16, да не ме се мисли на греф некој, не знам кој живее на таа адреса, јас идов само како пример, ќе се купи кола со твоите пари. Зашто Артанче твоите пари ги дели на кој ќе му текне. И во сета таа приказна ние сакаме да направиме еден посебен систем на надзор на трошење на твоите пари. Ако веќе разбра дека нема државни пари
дека тоа се твои пари, сега сакаме да ти помогнеме како ти во секое време да знаеш каде се троши секој еден денар. И тоа ние го именувавме како надзор над луксус. Или денешните современи средства, денешните современи системи дозволуваат во секунда, во реал тајм, секој потрошен денар од буџетот на Републиката, на твоите пари, да ги гледаш онлайн. Буквално кога Боки Маричич ќе си купи бурек, ти ќе видиш дека Боки Маричич купил бурек. Кога Артанче ќе си почести некој другарче со БМВ од твоите пари, ти ќе видиш дека си го почестиле од твоите пари. Кога ќе пуштат за проект измислен милиони, стотици милиони евра, ќе знаеш каде отишле твоите пари. Кога ќе видиш дека преку ноќ отвориле нови 30 државни агенции и измислиле 30 директорски места, па заменици на директорите, па секретарки на директорот и заменикот, па шофер на директорот и на заменикот, па коли да купат за двајцата, па айфончиња со айпадчиња, па може би, ако знае да директорот е писмен воопшто, може да побара и компјутер во канцеларија, добар мебел, сето тоа се твоите пари. И тоа ти ќе го гледаш онлайн, во живо, секој ден, 24/7. И ќе можеш да кажеш зошто се прави ова со твоите пари. Тогаш веќе ќе започнеме вистинска борба за сузбивање на криминалот во земјата. Таа борба не е создавање на системот, веќе системот ќе се манипулира. Борбата започнува од моментот кога ние од концептот, од македонски концепт, ќе те убедиме дека се трошат твоите пари, дека државата нема неизини пари. Е кога ќе успееме да те убедиме дека се тоа твои пари, ќе почнат да те болат, па ти самиот ќе побараш таков систем кој ќе ти покажува каде одат твоите пари. А вака не ти чуе. Викаш, па да, бе, мене нека ми дадат платичката, ја да имам за сокче, за пивце, да платам магенда, цигарче да купам. Пуна капа. Државата ти дава пари. Не ти дава државата ништо. Од твоите пари земале и ти вратиле в делче само од нив. Кој највеќе плаќа? Нели викаме, сакаме да го збогатиме народот, така почнавме. Ние треба, за да го збогатиме народот, да направиме ти најмалку да даваш на државата, а највеќе да задржуваш за себе. Така ќе ја осиромашиме државата. Што ме осиромашиме државата? Ке се куртулиме од криминалците, пошто ќе имаат многу помалку да трошат. Сосема логично. Кога на сметката на Маричич нема да има за гнетење 3 милиони евра, туку ќе има 3000 евра, не ќе може да јади толку буреци или бифтечиња. Кога ќе ги ограничиме ресурсите на државата, а парите ќе останат кај тебе, ете тогаш ќе имаме држава. Зашто од тебе ќе направиме вистински борец на каузата. Ќе си мотивиран да се бориш за оваа држава. Ете тоа е концептот. За кој ние години ви говориме, особено последнава година од кога веќе партијата е формирана. Така ќе имаме, како викаме, аз тоа ти ќе бидеш богат, а политичарите ќе немаат од каде толку многу да крадат. Кој
најмногу го полни државниот буџет. Најмногу државниот буџет го полнат собствениците на малите семејни бизниси. Тие создаваат вредност, тие плаќаат највеќе данок. Тие највеќе се плашат од УЈП. Најмногу нив ги малтретира УЈП. И тие, затоа ние викаме се кичмата на независна Македонија. Тие луѓе се најнезаштитени во општеството. Собствениците на малите и средни предпријатија. Стопанствениците, предприемачите. Нив најчесто ги пцујаат и плукаат, а тие се највредни и најмногу создаваат. Сами се хранат себе си и своето семејство. Македонски концепт има амбиција да биде партија толкму на тие луѓе. Толкму тебе, ако си таков, да те застапуваме и да се избориме за твоите права. Најмалку да платиш на државата. За да имаш најмногу богатство за себе. Зашто заслужуваш, си сработил. За на твоите деца да им платиш најлуксузен одмор и најлуксузна опрема, спортска и секаков тип на луксузи во животот. На твојата ќерка и син да им купиш најдобра кола, а не со твоите пари Артанче Груби да им купува коли на дугарчињата од Чаир. Ете, тоа е концептот. Тие што работите, заработувате и создавате, то останат парите кај вас, а не да ви ги соберат бандитите од власта. Тука едноставно нема разлика помеѓу нас. Тој што создава. Без разлика на етничка, верска, политичка, било каква друга опредоба. И често не прашуваат дали ние ги застапуваме интересите на сите. Да! Еве ome лично да чуете. Подеднакво за сите. Тоа е тоа за кое се бориме. За тој граѓански систем, граѓанско општество, граѓанска држава и со граѓански устав. Сите кои создавате вредности во земјата да живеете убаво. Без разлика кој идентитет личен го имате. Како сега тоа ќе го развиеме во програми и во политики, бидејќи гледам дека времето ни истекува, имаме може уште 5 минути. Не знам уште колку, но мислам дека од прилика сме уште 5 минути. Да. Прво, откога научивме дека твои се парите, државата нема пари, сега треба да ве научиме, да те научиме тебе дека имаш право да изабраниш на владата да се задолжува во твое име. И товарот да паѓа на твоите внуци и правнуци. Минимални задолжувања. Може, доколку има даночен дефицит, доколку има некој потрес во економијата, државата да си припушти одредено задолжување, минимално. При тоа може да ја вложи само јавната собственост, ограничена јавна собственост, која е пропорционална собственост твоја и на сите твои сограѓани. Ништо друго подалеко од тоа. Некако денеска не задолжија со се партали со се гаќите. Не така. Владата не смее да ги задолжува твоите внуци и правнуци. Во моментов тоа го прави. Концептот е да направиме систем на минимални задолжувања, во кој ќе ги ослободиме од должничко робство
оние кои доаѓаат после нас. Тоа е многу благородна и тешка задача. Верувам остварлива со домаќинско работење. Затоа викаме на позиции државни пратенички места не ни требаат восочни фигури, себе замислени интелектуалци и не знам какви самозалюбени политичари. Не требаат домаќини, честни, еснаф луѓе кои ќе работат на ова дело. Тоа е работење за каузата. Понатаму имаш право да кажеш дека сакаш да бидеш богат, бидејќи твоето право е супериорно право. Индивидуализмот, индивидуалното право да создаваш, работиш, да се збогатиш и да бидеш најбогат е твое лично право. И тоа никој не може да те ограничи. И никој не може да те осудува за тоа. Напротив, треба да добиеш подкрепа од системот државен за тоа. И тоа е предуслов за богат народ, а сиромашна држава. Ниски даноци, намалени државни трошоци и минимален државен долг. Трите фактори, трите столбови на кои се потпира програмата, идеологијата и нашата визија за економски раст и развој на земјата се тие. Ниски даноци, најниски државни трошоци. Ќе си заборавиме луксус на политичарите. И минимален државен долг. Тоа се надоградува со дерегулација. Доста беше 500 закони. Треба секој човек што работи гранапче да научи 200 закони за да може да се носи со разноразни инспекции. Имаме 30, 50, 100 инспекции. Веќе никој не знае во земјава која будала инспектор кој ќе ти дојде и што ќе ти побара. Ќе има еден државен инспекторат, еден и единствен, кој ќе ги има полните овластувања да комуницира во име на државата, на републиката со тебе. И тој еден и единствен државен инспекторат ќе работи по една единствена регулатива, еден прирачник кој ќе го имаш дома, онлайн, секаде. И ќе си ги знаеш во детали твоите обврски кон републиката и твоите граѓански права. Никој не ќе може да те злоупотреби, да те плаши, да те уценува, да те рекетира некој инспекторче, ојлевче, дојлевче. Никој не ќе може да се поигрува со тебе, ниту било која политичка партија да те уценува. Ти ќе бидиш свој на своето. Слободен граѓанин. Кај ти се поклонуваат политичките пајташи о локално ниво од политичките партии, а не ти на нив, тие на тебе. Ке те молат за поддршка твоја на избори. Ете, тоа е концептот. Слободна трговија. Тоа значи дека нема потреба да прашаш никого со кого ќе тргуваш. Ниту да те ограничуваат посредници од царина наметнати, од партии наметнати, од препродавачи наметнати, од подпродавачи, од лихвари, од завршена работа. Приватизација полна. Заборавете јавни предпријатија. Ве лажат оние глумците левичари дека спасоте во јавни предпријатија, државни предпријатија. Тоа се глупости. Тоа е директно поттикнување на корупцијата. Колку повеќе јавни предпријатија, толку посилна корупција. Толку побогати политичари, криминалци имаат што да крадат. Вие сте му ги даде, ти си му ги дал твоите пари, место ти да располагаш со тие овластувања и со твоите пари, си му ги дал на некој шалабајзар таму во јавно предпријатие да располага. Изберете го концептот кој вика фул приватизација, све во приватни раце. Заборавете јавни предпријатија.
и државно мешање во бизнисот. И даночните намалувања, не се мисли на најниски даноци, се мисли на даночни намалувања од типот истакнати борци за каузата ќе добијат даночни намалувања. Ќе плаќаат понизок данок. Зашто треба бидат небогати? Зашто се борат за каузата. Даночни намалувања ќе има за специјални дејности, како што е производство на храна, вложувања во енергетика. Например, нашата визија за легализација на украдениот капитал и изваден во светот, ќе се врати во Македонија преку даночно леснување, некаде товарот би било околу 3%. Така ќе акумулираме отприлика проценките се околу 20 милиарди евра украдени од земјава изнесени. Во конкретни области даночни намалувања. Ќе направиме специјална емисија за нашата глава од нашата програма даночно леснување, која е клучна за сите стопанственици или сите кои сакате да отворите бизнис, да преземете одговорноста за себе и своите семејства, да знаете каде ќе бидете ќе биде најдобро да вложите и каде државата ќе обезбеди даночно леснување за вас. И сето тоа потикнато со клучното зголемување и стимулирање на вкупната потрошувачка. Не штедење, не. Не приказната да имаме за црни денови, да скриеме нешто под перница, можда ќе снема. Јас ве разбирам, целосно. Ова живееме во лудо време, пораснавме, јас сум дете на транзицијата. Јас сум дете од семејство од стечајци. Јас сите ризици ги знаам, се сум поминал. Да го заборавиме тоа. Директна стимулација на потрошувачката. Богати граѓани кои многу трошат. А знаете зашто? За да станат уште побогати. Ти ако си богат и ако трошиш ќе станеш побогат. Тоа е тој систем кој ќе создаде од нас достојни и слободни граѓани. Само да видам јас, да не ми замерите зашто не има доста коментари. Намалување на минимум во собрание 60. Да, тоа е нашиот проект 50-50. Во друга емисија ќе зборуваме специјално за јавната администрација и за бројот на функционерите. Сега само го нафрлив за бројот на огромниот број на преку 1340 во моментов. Пораснал бројот на институции во земјава од 1289 на 1340 апроксимативна бројка, вече ве кажувам, не се знае, ни самите они не знаат на сајтот на Државна агенција, на Агенција државни службеници или на Министерството за информатичко општество и администрација, ни они самите не знаат колку институции имаме во земјава. Турски серии, ако сакате ќе ги зборуваме и тие. Кај нас нема борци, кај нас има само шпиони. Па нема борци зашто што ги утепавме борците. Зашто направивме да ти е срам да се бориш. Гордо си ако си кодош, а срамота ако си борец. Системот го ги направи да нема борци. Така започнав. Ќе направиме систем, концептот да направиме систем кој стимулира борци. Дали ќе постојат македонски, имаме сигнал да прекинеме, дали ќе постојат македонски малцинства во соседството и декларираме македонци поедност, тоа е многу сериозно прашање. Тоа е дел од националната кауза. Денес имав прилика да говорам со еден човек тука. Ќе зборуваме накнадно за тоа. Македонија е обкружена со македонски мнозинства, не малцинства. Ние имаме припадници на македонската култура околу 4 милиони во Јужна Македонија.
Источна Македонија, во Пиринска Македонија и низ цела Бугарија имаме апроксимативно околу 3 милиони македонци. Исто имаме доста во Србија и во Албанија, така да тоа е сериозно за да го зборуваме за вака да ви одговорам на брзина. Неозбилен си, многу навредуваш во коментари, сакаш затуцан народ. Ако не ти одговара, бате, смени канал. Не да ме гледаш. Мислам дека нема некои посебни прашања, кои се би одговорил дополнително. Мислам дека доволно кажавме за вечерва. Што е концептот? Значи, доволно беше да научиме дека не треба систем кој создава борци. Борците треба да бидат стимулирани од системот и државата. Државата нема своји пари, твои пари трошит. И ви кажавме начините и методите. Како треба да имаме богати граѓани, а сиромашна држава. Ти да имаш повеќе, а политичарите да имат помалку да крадат. Поздрав за вечерва. Се гледаме, се надевам следна среда, а ако има интерес, зависно деновиве, може да направиме и дополнително стримање. Поздрав и се најубаво.